Добро вечер. Од ноќеска на полноќ бензините поскапуваат за 3 денари по литар, а дизелот за 6, одлучи Регулаторната комисија за енергетика. Откако владата попладнево донесе одлука за намалување на акцизите на бензинот за 1 денар и на дизелот за 2 денара за литар. Според новата цена, од полноќ Евросупер 95 ќе се продава за 90 денари за литар, а Евросупер 98 за 92 денари. Новата цена на дизелот е 94 денари за литар. Екстра лесното масло за домаќинство се зголемува за 7 денари за литар и ќе чини 93 денари. Намалувањето на акцизите на бензинот и на дизелот, како навремена мерка, е насочена кон ублажување на последиците од растот на цените на светските берзи и заштита на животниот стандард на граѓаните, информира од владата. Посочувајќи дека без истата, согласно пресметките на владата, малопродажната цена на бензините би се зголемила за околу 4 денари по литар, а кај дизелот за околу 8 денари за литар. Полицијата ја приведе директорката на Комуналец Гостивар, Артана Асани, и уште 2 раководни лица. Нивното приведување доаѓа откако полицијата откри дека 3 пумпи биле поврзани да вбризгуваат вода од речното корито во градската водоводна мрежа, пошто изби епидемија во Гостивар. Градоначалникот Валбон Лимани претходно ја суспендираше директорката Асани од работното место и беше формиран кризен штаб кој што има задача да се справи со актуелната ситуација. Во меѓувреме за граѓаните на Гостивар, каде што од вчера е прогласена епидемија, првично ќе бидат обезбедени 3 шлепери со 76.000 литри вода, а во наредните денови количината ќе се зголемува зависно потребите. А ако треба, ќе бидат вклучени и цистерни со вода, најавија од владата. Премиерот Мицкоски очекува во следните неколку денови јавното предпријатие Комуналец во Гостивар да ја хлорира и да ја прочисти водата во водоводот, за да може за почеток да се користи како техничка вода во домаќинствата, бидејќи во моментов е целосно забранета за употреба. Во суштина све ова што го правиме е дел од локалната самоуправа, но кога имате таму летаргија, тогаш морате како влада да реагирате и да ги превземете вие тие потези во овие 2 дена што ги превземавме. Значи сега треба комуналното или водоводот во Гостивар да пристапи кон прочистување на системот за да можат граѓаните да ја користат водата за технички потреби, за хигиена и за друг тип на технички потреби. Тоа е веќе повторно дел од ингеренциите на локалната самоуправа, инаку морална одговорност, апсолутно таму сите од прв до последен треба да понесат одговорност. Покрај тоа што претпоставувам обвинителството ќе се занимава со друга одговорност, очекувам дека од градоначалникот па надоле сите треба да понесат одредена морална одговорност. 3100 лица во Гостивар досега побарале лекарска помош. За сега нема официјална потврда од што се затруле, поради како што изјави министерот за здравство, ембаргото од обвинителството да не се откриваат резултати додека трае истрагата. Надрежните уверуваат дека се реагирало веднаш и не се криеле информации. Од Институтот за јавно здравје тврдат дека обвинителството им наложило да земат примероци во време кога мал бил бројот на пријавите за заболувања, за сами да излезат на терен. За тоа дали некој ги попречувал службите да земат мостри, директорката рече дека нема информации и ниту ги потврди, ниту ги демантираше. Во моментот досега има 3100 здравствени контакти. И Центарот за јавно здравје има земено примероци и дека тие примероци подлежат на истиот режим на објавување на информациите, бидејќи устната насока сите резултати да бидат предмет на јавното обвинителство пред да се објават. Ја ќе замолам да почекаме да се предадат сите во обвинителството и тоа да го осимне ембаргото од објавување. Се вратија во институтот помеѓу 3 и 4 часот по полноќ. Таму беше веќе друга екипа која што им помогна примероците земени од теренот да бидат веднаш без одлагање, значи да не чекаме да почне смената во 7 часот, не чекавме ни минута.
после носењето на информациите во истиот момент приправна екипа која што ги чекаше ги стави замените примероци на потребните анализи. Од Министерството за здравство попладнево информираат дека е забележано почетно намалување на бројот на новопрегледаните пациенти во болницата и во здравствениот дом во Гостивар и дека активно се следи ситуацијата на терен. 4 лица кои беа хоспитализирани веќе се пуштени на домашно лекување, велат од Министерството. Инаку дел од граѓаните денеска се пожалија на здравствени потешкоти, како и проблеми во секојдневното функционирање поради немањето вода. Ова ситуација е повеќе од 2 недели. Се изгради многу без да се размисли дали потенцијалот на водоводот ќе граден овде може 60-70 години. Симптоми се знае повраќање, имаме стомачни болки, тоа е. Ситуацијата е драматична. Целото семејство ми е разболено, секој ноќ ги носам на контрола овдека на инфузија и тоа. За сега немам симптоми никакви, така да не пијам водата уназад неколку месеци. Мирисаше некако, сетив, така да си полнам. Катастрофа. Вода немаме за пиење, ни за јадење, катастрофа. За миење ич, што да кажеме? Нигде. Нигде, еве деца, имам 6-7 домашни сме луѓе, немат вода доволно. Од СДСМ обвинуваат дека институциите задоцниле со реакција во случајот со труењето во Гостивар и бараат политичка и институционална одговорност од министерот за здравство Клековски, но и од сите други надлежни институции. Од владеачката партија реплицираа дека СДСМ ја префрла вината што за ситуацијата ја имаат локалните власти и на тој начин се обидувале да го политизираат случајот. Граѓаните на Гостивар заслужуваат целосна вистина. Заслужуваат одговор на прашањата зошто 5 дена се криела информацијата, зошто не биле превземени итни мерки и кој ќе сноси одговорност, зошто предупредувачките сигнали биле игнорирани. Криењето информации во услови на масовно загрозување на јавното здравје не е обичен пропуст. Тоа е неодговорно постапување со сериозни последици врз здравјето на граѓаните. Ако има профитерство со цените на храната, ќе се интервенира со мерки. Ова е разговарано на состанокот во Министерството за економија со производителите и дистрибутерите за храна. Во меѓувреме ССМ ја објави и синдикалната кошница за јули. Сите детали ги има Сандра Спасовска. Нема да дозволиме злоупотреба на ситуацијата и профитирање преку неоправдано зголемување на цените кај храната, порача заменик министерот за економија и труд Маријан Ристевски во очи на средбата во ресорното министерство со дистрибутерите и производителите. Двата извештаи на Пазарен, во кој е констатирано дека во одреден период цените на рафтовите растеле побрзо од оние по кои се набавувале поради повисоки бруто профитни маржи, а во одреден период, дури и кога набавните цени се намалиле, крајните останале исти, се главните теми на состанокот во економија. Ристевски вели, иако засега цените на храната се стабилни, а тоа го покажуваат и анализите на Пазарен и податоците за инфлација на статистика, сепак доколку има потреба, како влада може да интервенираат со мерки. Ако има нормално непазарни однесувања, енормни зголемувања и како што кажав, ако имаме така наречени војни профитери во вакви услови, кои сакаат да спечелат на грбот на граѓаните, ние имаме законски мерки кои можеме да ги употребиме. Главната цел и приоритет на ова влада е да повторам заштитата на животниот стандард на граѓаните. Заменик министерот не сакаше да ја коментира минималната синдикална кошничка која ја пресметува ССМ и истата бележи намалување од 156 денари. Ристевски вели, релевантни податоци за нив се оние од статистика. Инаку според пресметките на синдикатот, иако е забележано минимално намалување на кошницата пред се од 108 денари кај храната и речиси 50 денари кај транспортот, на едно 4-члено семејство и натаму му се потребни над 68.000 денари за основните месечни потреби. Тоа беше се во вечерниот